Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги слушатели, ве поздравувам со нова содржина. Се радувам што ми овозможувате пристап до вас преку содржините на Елиезер. Ви благодарам што одвојувате време за слушање, размислување и секако вклучување во подобрување на вашиот, но и животот на луѓето околу вас. Намерно го искористив зборот пристап од причина што во ова издание ќе говорам за тоа кој има пристап до нас. Дали стражариме на вратата на нашиот живот, кому му ја отвораме вратата? Кој влегува во нашето срце? Изреки 4:23 гласи: А над се, чувај го своето срце, зашто животот извира од него. Или, според друг превод, од се, што е за пазење, најмногу чувај го срцето свое, зашто од него се изворите на животот. Нашето срце и нашиот живот се духовни врати преку кои другите можат да добијат пристап, односно можат да влезат. Од суштинско значење е да се заштити овој пристап преку расудување и мудрост, со цел да бидеме сигурни дека само вистинските луѓе и влијанија ќе можат да влезат. Ние сме врата за можности. Зошто? Затоа што сме вредни, достојни, прекрасно сме направени, ние сме деца на Севишниот. Имаме небесно наследство. Ние сме избрани, направени свештеници, управители, ние сме свети, ние сме прекрасни во очите на Исус Христос. Се ова е наведено во Божиот збор за тоа кои сме ние. Исус Христос говори: Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него. И тој со мене. За која врата говори Христос? Говори за вратата на нашето срце. Што ќе се случи доколку ја отвориме таа врата и му дозволиме да влезе? Христос ни вели: Јас дојдов за да имаш живот вечен и тоа живот во изобилие. Јас ти давам мир, не оној мир што го дава светот. Јас ти давам жива вода од која ќе пиеш и нема повеќе да ожеднеш. Јас отидов на крстот место тебе, ги понесов сите твои гревови, грешки, тешкоти, болести, сиромаштија, се што е негативно. Јас те облеков во спасителна облека, облека на правда и ти стави венец, и со наки те украсив. Ти дадов авторитет над сите зли духови, да газиш на секоја змија и да ја разгласуваш Господовата успешна година. Ова е само дел од тоа што Исус Христос ни го нуди и веќе ни го обезбеди. До нас е дали ќе го прифатиме. Прашањето е: зошто не би ја прифатиле неговата љубов? Jesus, you alone are everything, everything to me. You alone consume my mind, you alone consume my thoughts, you alone consume every part of me. Jesus,
everything to me. Ramase Rabahaya Rararasi O Ramahai. Jesus, you alone are everything, everything to me. Every heart in this room just fixed on you, Jesus. 'Cause Jesus, you alone are everything, everything to me. And Jesus, you alone are everything. You're everything to me. Yes, you're everything to me. You are everything to me. You are everything to me. You are everything to me. Треба да бидеме внимателни и сигурни дека вратата на нашето срце ја отвораме за Божји намери и цели и да не дозволиме погрешни влијанија да влезат и да престојуваат во нашето срце. Од друга страна, не само доброто или луѓето со добри намери сакаат да влезат, односно да имаат пристап до нас, туку и злото. Во Матеј 7 глава јасно е укажано следново: Светото не давајте им го на кучињата и не фрлајте си ги бисерите пред свињите, за да не ги изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Што е она што е свето, а му го даваме некому? Има ли такво нешто? Ве оставам да размислите.
Дали во моментов сме измамени, заведени од некоја личност што не го заслужува она што се наоѓа позади вратата, нашата врата. Исус не предупредува да внимаваме кому му ја отвораме вратата. Не секој има добра намера. Може да изгледа како личност која има добри намери, се однесува така, но вистинската намера не е да ни направи добро, туку зло. Таа е реалноста. Отворањето на вратата на погрешен човек може да доведе до наше уништување. Тоа е и целта на ѓаволот, нели? Не секој човек може и знае како да се спротистави на плановите на ѓаволот. И на тој начин стануваат негова алатка за да ни наштети нам. А ние ќе си речеме дека тој човек ни сака се добро и дека не постојат шанси да ни наштети. Ние со најдобра намера да бидеме прифатени, учтиви, ја отвораме вратата, откриваме информации, даваме ресурси на погрешни луѓе. Со тоа, ние ослабуваме, а тие ојачуваат, затоа што ни ја црпат животната енергија. Преточена преку време, внимание, ресурси, финанси и така натаму. Дали тој поединец има карактер да го одржи она што ќе му го предадеме ние? Тоа е исто како да наводнуваме бавча, но на одредено место да има истек на водата. Ние водата ја трошиме, ама придобивки немаме. Водата е потрошена, а растенијата не се навадени. Ако не расудиме правилно и навремено, постои опција тој поединец да не повлече во неговата сфера. Односно, ако тој се дави, ќе не повлечи нас. Ако тој е во темнина, ќе не повлечи и нас во темнината. Дали ние можеме да ја носиме неговата тежина? Што прави тежината? Не влече надолу, не свиткува. Некои луѓе едноставно не се задоволни од тоа што правиме ние за нив. Па колку многу и да е тоа. Едноставно само земаат, грабаат и никогаш не им е доволно. Вложуваме време, трпение, водиме грижа, финанси и какви било други начини и ресурси, а плодови, резултати нема. Затоа и во примерот како метафора се земени свињите. Тие јадат се, јадат постојано, а во исто време можат и да нападнат. Го напаѓаат оној кој ги храни. Друга карактеристика на таков човек е тоа што тој е себичен, сака да зема, но не сака да даде. Сето тоа што е наше го акумулира, а воопшто не возвраќа со благослов. Од таа причина, потоа ние се чувствуваме исцрпени, строшени и празни. Оставајќи ја нашата врата отворена секому, без расудување од наша страна, може да доведе до духовна повреда кај нас. Што направи ѓаволот? Беше совршено создаден и имаше пристап до вистината. Што направи со вистината? Ја изобличи, ја изврти, ја изманипулира. Дали ни е јасно кој ја искривува вистината? Најчесто поставувано прашање: а што со членовите од семејството? Дали треба да внимаваме како постапуваме со нив? Секако дека треба. Сите ние сме луѓе со доблести, недостатоци, одреден карактер. Некои несвесно, но некои свесно ни наштетуваат. Мора да бидеме искрени во однос на ова прашање. Ѓаволот ќе ги искористи токму членовите на семејството за да ни наштети. Не сите одиме во ист правец. Убаво би било да е така, но не е. Дури Исус Христос потенцира: секој кој ги слуша моите зборови ми е и мајка, и брат, и сестра. Понекогаш толку многу ги идеализираме членовите на семејството што доаѓаме до степен каде не можеме правилно да расудиме и ја оставаме вратата отворена секому.
Исто како крадците кои крадат пари, предмети, имот и слично, така и духовните крадци го крадат нашето време, духовно знаење, енергија, мирот, спокојот, доколку не сме свесни и внимателни. Времето е најскапоценото нешто што го имаме. Ако некој ни го одзема времето, ни одзел дел од животот. Еве еден едноставен пример. Секогаш кога некој човек доцни на состанок, значи дека ти го краде времето, тоест животот. Истото важи за нас, доколку постојано доцниме, значи дека не го почитуваме другиот. Мора да си откриеме нашата грешка и да се покаеме. Не станува збор секогаш за другите, туку ова што го говорам се однесува и за нас. Зошто се случува ова? Затоа што некој не перцепира како достојни и вредни. Или обратно, ние не го сметаме некого за вреден и си го земаме правото да го крадеме неговото или незиното време. Или некој да го краде нашето време. Може би ние или некој друг не го цениме времето, па затоа и не го цениме туѓото време или некој нашето. Во прво послание на Јован 4 глава стои: Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите, дали се од Бога или не. Повторно се навраќам на констатацијата дека не секој кој изгледа и се однесува правично има добри намери. Божиот збор е штит против непријателот. Во прво послание на Петар, 5 глава, јасно е нагласено: бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник, ѓаволот, обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. Што е најдобро да се направи пред што било друго? Да се молиме за мудрост и расудување, да се отворат вистинските врати и да се затворат погрешните. Во изреки пишува: надевај се на Господ од се срце и не се потпирај врз твојот разум. По сите своји патишта размислувај за него и тој ќе ти ги покаже твоите патеки. И, драг слушателу, кој има пристап до тебе? Елиезер,